Во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на дискриминацијата се почести се активностите за борба против интолеранцијата. Активистите за човекови права и невладините организации кои работат за човекови права подсетуваат за дискриминацијата во 21 век нема простор, но треба сите да се бориме против оваа појава. Жените и девојките низ светот континуирано се соочуваат со полова дискриминација скоро секој ден. Ова се предвидува во различни форми на насилство, во лимитација и ограничување во можностите како на приватен, така и на професионален план, како образованието и вработувањето, па дури и преку стереотипните говори и говорот на омраза. Кај нас дискриминацијата во однос на работничките права кај жените бележи пораст. Во Штип, активистите на невладината Гласен текстилец реализираат активности за помагање и борба против дискриминацијата на текстилните работнички. Штип е град во кој што преовладува текстилната индустрија и ги охрабруваме сите текстилни работнички да пријават било по кој основ дискриминација во текстилната индустрија. Односно најчесто ние ја лоцираме дискриминацијата по основ на род и гледаме како се делат полови работни места низ фабриките. Исто така имаме пријавени случаи до нашето здружение како бремени текстилни работнички не му дозволуваат да го искористуваат нивното право на нивното породилно право и се избркани од работа, односно му настанува прекинен нивниот договор. Затоа ги охрабруваме сите текстилни работнички доколку забележат било каков тип на дискриминација да поднесат представка до нашата невладина организација, до Гласен текстилец или може да поднесат представка до локалното координативно тело за заштита од дискриминација. Според Обединетите нации се проценува дека 35% од жените глобално искусиле физичко насилство од своите партнери и други лица, а повеќето од нив го доживеале тоа пред да наполнат 5 години. Понатаму околу 70% од сите жртви на трговија со луѓе се женски лица. Ова се само дел од статистиките на посериозните случаи на дискриминација кои ги покажуваат насилствата со кои жените се соочуваат. Жените ја трпат дискриминацијата и се први на удар, но дискриминација има и кај сексуалната ориентација, а религиозната и етничката дискриминација знаат дури и во 21 век да создадат посериозни проблеми низ светот. Затоа активистите за борба против дискриминацијата подсетуваат. Не смееме да дозволиме дискриминацијата да се шири ако сакаме да обстанеме како човечки вид.